Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Се уште е неизвестно кога ќе се гради модуларниот ковид центар во Гостивар. Лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи денес оствари средба со амбасадорот на Република Австрија во Македонија. Невработените лица од Гостивар, приматели на социјална помош, може да се вклучат во обуки за слаткари, фризери или лични асистенти. Модуларниот ковид центар во Гостивар ќе се гради близу Гостиварската општа болница и ќе има капацитет од 33 кревети. Кога ќе започне изградбата се уште е неизвестно. Локацијата и капацитетот на модуларниот ковид центар во Гостивар се одредени и познати, но засега не е прецизирано кога ќе започне изградбата. Предвидено е објектот да се подигне близу Гостиварската општа болница и да има вкупно 33 кревети. Пациентите ќе се распоредуваат во болничките соби зависно од сериозноста на нивната клиничка слика. Планирана е и една соба за изолација на сомнителни случаи. Според податоците кои се познати досега, ковид центарот ќе има просторија за мали интервенции и рентгенско снимање. Исто така ќе бидат обезбедени посебни простории и канцеларии за медицинскиот персонал. Вкупната површина на објектот ќе биде околу 590 метри квадратни. Овој центар е еден од 16 што ги најави Министерството за здравство како дополнителни капацитети за згрижување на пациенти заболени од ковид. Ке се градат со заем од Светска банка. Во вчерашното интервју во Топ тема министерот за здравство Венко Филипче рече дека изградбата доцни, затоа што во времето на техничката влада тогашната заменик министерка за финансии не го потпишала заемот. Да потпишеше тогашната заменичка министерка за финансии да го потпишеше заемот, кој што беше брза помош за здравствениот систем некај нас во 100 земји у светот. Над 100 земји во светот, над 6 милиарди долари беа дадени за зајакнување на здравствените системи од Светска банка, да на над 100 земји го појачат системот, го димензионираат така, уште тогаш да го пресреднат есенскиот бран. Значи, уште тогаш се очекуваше дека во есенските и зимски месеци ќе има ваков проблем. Не го потпиша заемот, ние не стигнавме да ги направиме тие ковид центри. За хоспитализација на пациенти со ковид, Гостивар засега го има само инфективното одделение со 24 болнички кревети. Доколку има наплив на заболени, за нивно згрижување ќе се пренамени дел од интерното одделение во болницата. Аерозагадувањето е дополнителен проблем во однос на последиците од ширењето на коронавирусот во земјава. Со доаѓањето на зимските месеци, загадувањето на воздухот е се поголемо. Од владата денес изјавија дека се работи за проблем кој не може да се реши за кратко време. Од 28 објекти е заменета опрема, нееколошки системи за грејење во градинки, основни и средни училишта, здравствени објекти и така натаму, со вкупен износ од 37,4 милиони денари. Нешто над оваа сума се издвоени за 28 објекти каде што е интервенирано за да се вградат енергетски ефикасни фасади. Значи, и не само тоа, туку преку замена на столарија, обнова на фасади, кровови на јавни објекти. Во тек е јавна набавка за обновување на дел од урбаното зеленило во општините во вредност од 5 милиони денари и така натаму. Значи, мерки постојано се спроведуваат според она што е план на Министерството за животна средина и на владата. Ова е проблем кој што не може да се реши за кусо време. Сите анализи покажуваат дека и тоа е дел од проблемот. Значи, начинот на кој што домаќинствата се загреваат, не залудно се оние проекти замена на стари печки, подобрување во тој дел за да се заменат со горива кои што нема да ја загадуваат животната средина. Така што само би додал дека ова е дел од проблемот и сигурно дека натаму треба заеднички да работиме и граѓаните и институциите во таа насока проблемот полека да се надминува. Ке повторам, ова е нешто што не може да се реши за кусо време.
Невработените лица од Гостивар, приматели на социјална помош, може да се вклучат во обуки за слаткари, фризери или лични асистенти. За време траење на обуката ќе добиваат по 9000 денари и нема да го загубат правото на социјална помош. Невработените од Гостивар кои примаат социјална помош добиваат можност да се вклучат во обуки за слаткари, фризери и лични асистенти. Овие занимања се дефицитарни на пазарот на трудот во Гостиварскиот регион, поради што Агенцијата за вработување отвори ваков тип на оглас. Обуката ќе се реализира во период од 2 месеци, а по завршување кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови, кај работодавачи во период од 1 месец. Лицата кои што ќе се вклучат ќе добиваат месечен надоместок од 9000 денари и за време траењето на обуката нема да го изгубат правото на социјална помош. Во моментот е отворен огласот за фризери, асистенти и слаткари за кандидативе кои се корисници на минимална гарантирана помош. Значи, повикаме сите заинтересирани кандидати за да можат да аплицират и да се добијат со сертификат. Значи, и овие лица ќе користат по 9000 денари месечно и плюс нема да го изгубат правото на користење на социјална помош. Ги повикаме сите кои се заинтересирани невработни корисници на овие социјална помош за да може да аплицира за да се добие со сертификат. Ова е втор оглас во Гостивар за обука на лица за дефицитарни занимања. Предходниот помина со голем интерес за невработените. Се пријавија 34 лица за совладување на фризерскиот занаед и 37 за слаткарскиот. 8 невработени аплицираа да стекнат вештини како лични асистенти на граѓани со попречености. Освен да се обучат да ги извршуваат овие занимања, невработените истовремено добиваат шанса и да се обезбедат работа кај спроведувачите на обуката и тоа во период од 3 последователни месеци. Регионот на Гостивар моментално е евидентиран со околу 10.600 невработени лица. Лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи денес оствари средба со амбасадорот на Република Австрија во Македонија. Средбата се одржа во седиштето на партијата во центарот на градот. Денес председателот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи во партиското седиште го прими амбасадорот на Австрија Георг Вуцас. На средбата се разговараше за битката со пандемијата COVID-19, која ескалира на глобално ниво, актуелните политички теми, процесот на интеграција на земјата во Европската унија и економскиот развој. Председателот Тачи ја истакна важноста на процесот на интеграција и истакна дека ДПА секогаш останува посветена на процесот на интеграција на земјата во Европската унија, истакнувајќи дека евроатланскиот процес, заедно со владењето на правото и економскиот развој, е исто така дефиниција за Албанската демократска партија. Во својот говор амбасадорот Вуцас ја истакна поддршката на Австрија за евроатланската определба и соработката меѓу двете земји на патот на Северна Македонија кон ЕУ. Тој исто така рече дека австриската амбасада ќе продолжи да ја поддржува земјата во спроведувањето на потребните реформи кои овозможуваат функционирање на државата согласно со западните демократски вредности. За време на разговорот, страните се согласија дека евроатланскиот пат и економскиот развој на Северна Македонија и Западен Балкан се многу важни за земјата. Санкционирани 4 возила без лиценца и едно возило кое ја прекршило владината одлука за 50% користење на капацитетите во возилата. Секторот за внатрешни работи Тетово повеќе од 1 месец врши засилени сообраќајни контроли во јавниот превоз, кои се однесуваат на поседување лиценци за вршење ваков превоз и на спроведување на владината одлука за 50% користење на капацитетите во возилата. Вчера на поширокото тетовско подрачје биле откриени и законски санкционирани 4 возила без лиценца и едно возило кое ја прекршило владината одлука. На собствениците на возилата им се изготвени соодветни кривични пријави и ќе се соочат со законски предвидените казни. Покрај ова вчера биле откриени 4 возила со истечена регистрација, 6 непрописно паркирани возила, 3 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, и еден возач почетник кој не се придржувал на законските ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. И новие прекршители им биле изготвени поднесоци, инаку во изминатите 30 на дена на тетовското подрачје санкционирани се 60 на возила
возила од јавниот превоз без потребните лиценци. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути во Тетовско горно палчиште, полициски службеници лишиле од слобода 33 годишникот Тетовско Јеловјане, затоа што при негов и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки кој го управувал, била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 13 часот и 40 минути на крстосницата на улиците Видое Смилевски, Бато и Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 28 годишен тетовец поради сомнение дека неговото возило со тетовски регистарски ознаки има фалсификуван број на шасијата. Возилото со потврда му е одземено, се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 11 часот 46 годишникот Тетовско Стенче пријавил дека во периодот од 25 до 27 октомври годинава засега непознати сторители со употреба на сила влегле извршиле тешка кражба во црквата Света Петка и одзеле парични средства. Извршене увид и се работи на откривање на сторителите. Вчера во 12 часот и 40 минути 42 годишникот Гостиварска Топлица пријавил дека околу 13 часот и 30 минути во Врапчиште бил физички нападнат од 47 годишникот ова гостиварско село, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Се работи на расчистување и на овој случај. Вчера пак околу 12 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 56 годишен гостиварец, удрило во 30 годишник пешак од Гостивар. Повредениот пешак е пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Во продолжение следуваат резултатите од фудбалската лига на шампиони. Во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беше извршена ждрепката за четвртфиналната фаза од Купот на Македонија. Помеѓу најдобрите 8 екипи во ова надпреварување Тетово ќе има 2 представници. Фудбалерите на Ренова за противник го добија составот на Струга, додека Шкендија во дербито на оваа фаза од Купот ќе игра против Силекс. На двата надпревари тетовските екипи ќе гостуваат. На останатите надпревари ќе се сретнат Академија Пандев Шкупи и Беласица Македонија Ѓорче Петров. Сите надпревари од четвртфиналето на Купот на Македонија ќе се одиграат на 25 ноември во 13 часот. Како и претходно, така и во оваа фаза нема да има реванш надпревари, а доколку некој од надпреварите заврши со нерешен резултат, ќе се премине кон директно изведување на пенали.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Бидете одговорни и почитувајте ги мерките за заштита. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.